Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Од кога ова пак го нема вкажано. И пак сега кога нака застанувам пред камера и зборам, ми е многу сум излезен од рутина и не го правам ова секој ден кој што го правев некад. Ама мислам дека конечно полека се враќаме на тоа. Ова видео го правам за да ви дадам еден апдейт што се случува, како се случува докаде сме со целата работа и го правам за да ви најавам нешто големо. Да почнеме нели од најважното, од здравието, и кога го направив тоа видео ве вклучив и вас во целиот процес и веќе сум должен да ве известувам се кај до кај што е. Претпоставам дека сите што гледате видеото сте го гледале тоа видео. Во случај да не сте го гледале, ќе искочи тука или тука горе некаде. Сите знаете дека следниот чекор што требаше да го направам беше таа втора операција, и јас ја направив на 21 април месецов, односно пред 8 дена од кога го снимам видеово. Операцијата помина супер, се помина како што требаше. Јас се уште закрепнувам и едва чекам да се вратам од таа нормала, али мислам дека полека доаѓаме таму. Се уште имам конци на мене. Се уште така малку имам потешкоти со седење, поише сакам да лежам, али морам веќе што повеќе да се раздвижувам, не можам многу да се заседувам, а и не ме држи место, не можам више. Вчера дури возев, така што стигаме полека да биде се подобро. Не би навлагал толку да ве гнјавам со детали што како беше, би кажал само дека операцијата беше завршена лапароскопски, што е доста полесно од претходната што ја правев првата, и закрепнувањето треба да е побрзо. Јас некои болки неам, имам само некое си незгодно чувство што се уште го чувствувам, ама се надам дека и тоа за брзо ќе го снема. Што значи сега втората операција? Тоа значи дека резултатите кои се уште ги чекаме, кои треба да стигнат наскоро, дека ќе бидат нели најдобри што може, и дека следното видео кога ќе ви давам апдейт дека ќе биде со оној посакуван наслов што го зборев и во првото видео каде што зборев за ова. Тоа е за ситуацијата, моментално сум вака, и ова е првото видео уствари од моето враќање на YouTube. Сега сигурно нема да биде толку често колку што ќе биде кога вистински целосно ќе се вратам, ама ќе биде многу почесто, така што сега ќе ме гледате. Сега, кога заврши веќе со тоа, ќе го искористам ова видео бидејќи секако беше ова кратко што ви го зборев, за да ви кажам дека ви најавувам во овој момент едно ново поглавје и едно нешто што го немам направено никогаш и што сум многу возбуден, а тоа е дека јас отворив втор канал, што се вика Стефан Плейс. Имате одма линк во опис на видеото, првиот линк одма одете субскрајбнете. Сега, што е тој канал, зошто е тој канал? Претпоставам дека повеќето што ме следите мене го следите Марко. Марко кога го направи вториот канал, мислам дека му имав кажано и на него дека го гледав тоа поише како непотребно и не гледав причина зошто се не би одело на еден канал кога ти си тој, ти се снимаш што сакаш, користи си го тој канал, целата содржина стави го на тој. Ама дојде момент кога јас после во јули ќе бидат 5 години како снимам на YouTube на овој канал, во последно време многу повеќе играм игри од вообичаено. Не гледам причина зошто кога веќе толку играм и кога веќе толку време поминувам играјќи ги тие игри, зошто тоа да не го споделувам со вас и да ме гледате како играме, и додека играм да се забавуваме заедно и да имаме секакви конверзации, дружење и се. Ама дојде момент кога тоа го правев на овој канал со последните стримови на овој канал, почувствував нешто што можеби не треба да ми е толку гајле, but then again ми е, кога ќе направам стрим каде што само седам, зборам или правам било што, освен геймање, кога не го гледате тоа во насловот и така, кога само зборам, пример на стрим или нешто, views на тоа се многу поголеми, и кога ќе почнам да играм, паѓаат. Знам дека овој канал никогаш не беше гейминг, овој канал, не ни сакам да биде гейминг, и затоа се одлучив оние што сакаат да гледат гейминг, што се заинтересирани во тоа, сакаат да гледат некој како игри, сите тие да одат на тој канал, да се субскрајбнат и да се продолжиме дружбата таму. Тоа не значи дека овој канал ќе престане, напротив, овој канал тек ќе има многу редовни видеа, само што ќе нема стримови. Сите стримови ќе бидат префрлени таму, ќе има и таму и гейминг видеа и се што, али се друго ќе биде на овој канал, и сите што ме следат мене и од почетокот и ради кој знае зашто ме следите, може сум интересен, може ви се допаѓаат моите размислувања за животот, може би сакате 90 секунди, сакате зачудувачки факти, што и да сакате, се тоа си останува на овој канал и се тоа ќе си тера многу поредовно од последниве месеци, каде што едноставно не бев
за ништо. Стефанатор си останува, ама од денес се раѓа еден нов канал што исто така верувам дека ќе биде доста активен, се вика Стефан Plays. И во овој момент ставам исто таму видео, одете изгледате го тоа видео, ставете му лайк, ставете субскрайб на каналот и се што е потребно и одиме јако и на тој канал, сите што се заинтересирани за гейминг, ве молам, одете и субскрайбнете се. Верувам дека со тоа ќе направиме на стварно убава приказни, дека ќе се дружиме многу долго таму. Јас во моментов не сум имал никогаш претходно поголема желба за креирање од тоа што имам сега, затоа што со месеци сум залежан, со месеци сум бил скратен од тоа креирање и сега едве чекам да се вратам и затоа почнувам јако со два канали. Има да ги водам двата, има да ставам видеа и стримови на двата. Ќе ме гледате, сега ќе ме гледате многу. Се надевам дека завршија сите лоши вести што може да ги добиеме и дека сега одиме само нагоре и одиме само добро и тоа е тоа. Ви благодарам премногу, не знаете колку многу ми значи вашата поддршка. Кога го објавив тоа видео, знаев дека ќе добиам одреден притисок со тоа што го споделувам и што многу луѓе го знаат тоа и знаев дека до некаде тоа ќе ми пречи, но поддршката што добив од вас беше нереална и фала и премногу. Пораката со целото мое кажување и споделување на тоа ќе ја раздлабочам многу повеќе во на видео, што еве нема да кажам веќе се надевам, туку викам дека знам дека ќе го направам набрзо, да пратиме така една убава позитивна енергија во универзумот и да кажам дека знам дека тоа видео што доаѓа за брзо со тој наслов што не треба да го кажам, претпоставам дека знаете за што зборам, ќе биде тоа едно подолго видео каде што повеќе ќе се посветам да зборам за тоа што значеше цело ово искуство за мене. Ќе се задлабочам многу повеќе на таа тема, ова беше само кратко, колку да ве апдейтнам. Тоа е тоа за ова видео. Почнуваме нов канал, почнуваме гейминг канал, почнуваме јако со се и одете субскрайбнете се на мојот нов канал Стефан Plays. Линк имате доле. Одете субскрайбнете се. Фала ви многу. Ве сака Стефан. Лајкнете го ова видео и не забравите на овој канал да се субскрайбнете ако се уште не сте. И ние се гледаме во следното видео за многу скоро, а имате и во моментов ново видео на Стефан Plays. Чао!